во последниве неколку часа, како што спомнавте, северниве и западните делови од земјата се зафатени веќе со облачност која носи врнежи и грмежи. Грмежите се најчести на крајниот северозападен дел, а веќе и во делови од Скопската котлина. Проследени се и со пороен дожд, кој од Полошкиот дел сега се преместува и преку Скопскиот дел. Инаку нови грмежи се забележани и на крајниот исток, во Беровскиот регион, во самите централни делови од земјата, а во следните неколку часа ова облачност ќе донесе врнежи од дожд и во останатите делови од земјата. Температурите денеска достигнаа и до 31 степен, особено на југоистокот, во Демиркапија и Гевгелија, но ова облачност проследена и со повремено засилен северен ветер, веќе полека ќе ги спушта температурите. Овие температури што денеска ги имавме, веќе се минато, утре веќе ќе имаме температури за 7 до 9 степени пониски од денешниве. Утрото ќе биде посвежо за 2 до 3 степени, а преку денот облачно време, повеќе со врнежи од дожд во предпладневните часови. Врнежите од дожд во текот на утрешниот ден сепак ќе се преместуваат до крајот на денот, сосема на југоисток ќе имаме престанување на последните врнежи. Утре ќе биде значително, освен студено и ветровито, ќе дува слаб до умерен северозападен ветер. Овој северозападен ветер особено ќе засилува вдолж Повардарието и во источните делови од земјата. Во следните денови, во вторник и во среда, променливо облачно време, со температури кои благо ќе се покачуваат, а веќе нови врнежи од дожд ќе имаме во четврток. Овие врнежи од дожд сепак нема да бидат проследени со значителна промена на температурата.